Домакинствата и фирмите во Скопје не смеат да фрлаат ѓубре од 22 часот навечер до 6 наутро. Одлуката ја донесе Советот на град Скопје на предлог на градоначалникот. Со ваквата забрана контейнерите ќе се празнеле поефикасно и немало да се создаваат депонии околу нив. Секој што ќе фрла ѓубре навечер ќе биде казнет. Одлуката представува и правен основ кој им овозможува на овластените инспектори како и комуналните редари да постапуваат против правни, односно физички лица, што нема да го почитуваат временскиот тајминг за одлагање на сметот, како и да бидат казнети согласно Закон за комунални дејности. Председателот на Советот ја поздрави мерката. Ваквата практика ја сум ја сретнал и во Истанбул и беше ограничена на 15 минути пред 5 часот кога смеете да фрлите ѓубре. Во Токио точно за секој камион за различен вид на отпад исто беше точно предвидено времето кога се изнесува ѓубрето, кога се собира ѓубрето и се надевам дека оваа практика на градот ќе биде уште подобра кога ќе се воведат и различните корпи за селекција кои што ќе овозможат во различно време да се собира различен вид на отпад. Предходно со 37 гласа за и по 1 против и воздржан, советниците ја прекроија градската каса. Според градоначалникот Ѓорѓиевски, со ребалансот се намалува дупката во буџетот за над 15 милиони евра. Ке има повеќе пари за капитални инвестиции, а се кратат сите непродуктивни трошоци. Предвидени се средства за реконструкција и изградба на улици, кружни текови, како и клучката кај Момин поток. 70.000 евра ќе се потрошат за украсување и новогодишна прослава. Ѓорѓиевски уште еднаш повтори дека и градот и јавните предпријатија тонат во милионски долгови. Над 135 милиони евра е долгот на градот Скопје по однос на тековни долгови, по однос на кредити околу 80 милиони евра и по однос на извршни решенија кои што дополнително стигнуваат и ќе стигнуваат во градот Скопје, ќе треба да ги плаќаме. Од друга страна, јавните предпријатија се блиску 180 милиони евра кумулативно долг, или вкупно околу 300 милиони евра должиме градот и јавните предпријатија. Ѓорѓиевски посочи дека наплатата на даноците е само 30%, со што е најлоша во историјата. Имавме веќе средба и со директорот на катастар, ќе направиме вкрстување на базата затоа што ние наплаќаме данок од 130.000 станови во Скопје, а има регистрирано според Заводот за статистика 260.000. Замислете тоа со години колку загуби се направени во градот Скопје. Ребалансот го поддржа и советниците на СДСМ, за како што велат да се откочи работата во јавните предпријатија. Свесни сме за итноста и неопходната потреба да се донесе овој ребаланс за да не се продолжи со блокадата на јавните предпријатија. Срамота е што Скопје беше оставено во заложништво во целиот период на изборниот период. Прво, градоначалниците на ВМРО, бидејќи дел од нив се истите од минатиот состав, туку и господинот Ѓорѓиевски како градоначалник поранеше на Кисела вода, не смееше да се дозволи градот да биде претворен буквално во ѓубре, да има глодари и затоа помпезно после тоа да се прави пиар. Ова е втора седница на новиот состав на Советот на град Скопје. Мартин Арсов, Сител телевизија.